Здраво, дечиња! Јас сум воспитувачката Наташа Ивановска од детската градинка Колибри, при јавната општинска установа детска градинка Естрео Вади Амара од Битола. Денес ќе позборуваме нешто за сообраќајот. Некои работи, сигурна сум, дека ви се доста познати, но нешто ќе научиме и денес. Дали, деца, знаете што е коловоз? Коловоз е дел од патот наменет за сообраќај на возила со една или две ленти. А каде треба да се движиме ние пешаците? Што е тротоар? Тротоар е место наменето за движење на пешаци. А дали знаете каде треба ние да ја преминуваме улицата? Што е пешачкиот премин? Пешачкиот премин уште се нарекува и зебра. Пешачкиот премин е означено место на улицата за преминување на пешаци. Најпрво погледнуваме лево па десно и ја преминуваме улицата. На сликата можете да го забележите како изгледа сообраќајниот знак за пешачкиот премин. А дали, деца, возите велосипеди? Што е велосипедска патека? Велосипедската патека е место наменето за движење на велосипеди. А дали можеби знаете кој е најголемиот сообраќаен знак? Тоа сигурна сум дека го знаете. Тоа е, деца, семафорот. Колку светла има на семафорот? Да, точно. На семафорот има 3 светла. Црвено светло, стоп. Жолтото, припреми се, и на зеленото, тргни. Ова е, деца, за возилата. А од другата страна на семафорот има 2 светла за нас, пешаците. На црвеното застануваме и чекаме, а на зеленото светло ја преминуваме улицата. Ако на крстосница нема сообраќајни знаци или семафор, кој го регулира сообраќајот? Сообраќајот го регулира полицаец. Со свирче и со движење на рацете кажува како и кога треба да се движиме. Тука нешто ќе научиме и за сообраќајната култура. Како ние не треба да се однесуваме кога сме учесници во сообраќајот, тоа го гледаме на сликите заокружени со црвена боја. Додека пак на сликите заокружени со зелена боја гледаме како правилно и прописно се однесуваме во сообраќајот. На наредните 3 слики можеме исто така да забележиме и грешки кои што не треба и не смееме да ги правиме. Како што е возење на тротинет, играње со топка на улица, но и носење на слушалки или телефон во раката при движење на улицата. За крај, дечиња, сакам да ви прочитам една стихотворба "Тешки грешки". За да не сгрешиме и да не се каеме, знаци сообраќајни мораме да знаеме. Затоа што грешките сите добро сваќаме, барем во сообраќајот најскапо ги плаќаме. Сигурна сум
дека сите сте добри и послушни учесници во сообраќајот и дека нема да правиме никакви грешки. Ви благодарам на вниманието.